Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата телма амбуланта. Ракот на дебелото црево е најчестиот малиген тумор во дигестивниот тракт. Обично се развива неколку години пред да ги покаже почетните симптоми. Кај болеста е клучно навременото и рано диагностицирање. Дали хируршкото лекување е најдобрата тераписка опција? Може ли да се спроведе во било која фаза од болеста, сложена ли операцијата на дебелото црево? За сето ова повеќе од разговорот со гостинката која што со мене во студиото на Телма, тоа е доцент доктор Гордана Божиновска-Бејака, специјалист по општа хирургија од Градската општа болница 8 септември. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ви ден. Велат дека ракот на дебелото црево исклучително често се јавува, дека е најчестиот тумор во дигестивниот тракт, но и е втор по зачестеност помеѓу луѓето и дека поголема предиспозиција, дури 3 пати, имаат мажите да заболат од оваа болест. Дали понатаму машкиот пол е поризичен во однос на карциномот на дебелото црево? Не, значи карциномот на дебелото црево спаѓа во првата петорка на карциноми, не е на прво место. Кај мажите плуќа па простата па карцином, а кај жените е дојка па е карцином на дебело црево. Порано да, мажите беа во условно речено предимство пред жените, меѓутоа сега малце се изместени параметрите затоа што имавме период 2 годишен и повеќе со короната, така да пациентите се плашеа да отидат на лекар, на првични прегледи некој. Седеа дома, така да сега имаме навала на пациенти кои што имаат проблеми од тој тип, кај некој се потврдува постоење на карцином кој што е во понапредна фаза, кај други не, меѓутоа е од прилика 50-50 мажи и жени. Значи подеднакво и кај мажите и кај жените се јавува жалосно оваа е тоа што старосната граница за жал се повлекува нагоре. Така, некои статистики велеа дека обично болеста се диагностицира помеѓу 55 и 75 да, година од сега животот. имаме и многу помлади, значи на 40, на 30 и некоја годишна возраст, не многу често, сега почести се пациенти со возраст над 50 години, меѓутоа порано ако беа на вистина ретки случаите кај помлади пациенти, сега не е баш така ретко. За жал, ама така. А постојат ли некакви предиспонирачки фактори за појава на болеста? Дали семејната историја е важна, односно некаква наследна тенденција да се добие карцином на дебело црево? Причини условно речено кои што го зголемува ризикот од појава на карцином на дебело црево. Пред се да кажеме дека е возраста, значи постарите се посклони на такво нешто. Постоење на некои воспалителни промени на дебелото црево, типот на улцерозен колит, промена која што кронова болест, тоа се интернистички болести кои што имаат долготраен тек. Меѓутоа тоа се долготрајни тоа се кои што со години пациентот ги имаат фамилиарна предиспозиција исто така тие пациенти за таква болест. Сега на таа болест полесно многу се калеми малигнитет него што е на нормално здраво црево. Исто така фамилиарната анамнеза пациентот кога ја дава, доколку постои прво колено на болен што е во фамилијата со карцином, има зголемена предиспозиција да добие такво заболување. Тоа не значи дека он сигурно ќе добие во текот на животот карцином, меѓутоа он носи во својот генетски код некои предиспозиции за такво оболување, кое што доколку се створат соодветни услови во организмот на пациентот, слабење на имунитетот, друго некој оболување кое што доведува до слабење на може да биде како тригер фактор и да се појави тој малигнитет. Не значи сигурно, пак ќе кажам, меѓутоа е некоја треба да се води сметка и да се прават редовни контроли. Зголемена телесна тежина е исто така ризик фактор кај пациентите, значи за се е ризик фактор дебелината, за ништо не чини. Меѓутоа пациентите со начинот на живот, со конзумирање на брза храна, на многу преработки на месо и многу месо во оброците, сето тоа треба да се намали, некои работи да се исфрлат од исхраната, да се живее малце по-здраво, значи поголема физичка активност да имаат,
да бидат повеќе на зеленчук и на овошје, повеќе влакна да внесуваат, да, повеќе да внесуваат растителни продукти, помалце месо. Има некои студии, баш читав, дека 100 грама месо на ден ако се јаде, може да се зголеми до 4 пати ризикот од водност на тие луѓе што не конзумираат. Значи, се ова не е реклама за вегани, за ова, меѓутоа... За умереност. Да, треба, значи не е тоа сега од денеска ќе престанам, не јадам више ништо, да се јаде, ама во помали количини, поумерено, повеќе сега посебно лето да се јаде зеленчук, овошје. Но и ако се исфрлат сувомисните преработки, во тоа нема ништо лошо. Значи, на Запад се многу ригорозни у однос на тоа. Значи, народот има друга култура, друга кујна имаат, се тоа не е сегде генерализирано и они дури кај нив се наведува јадење на туршија, закиселено. Природни пробиотици, пробиотски култури. Значи, не треба да се јаде тоа. Во контрасмисол, не дека е тоа добро, да, него дека бидејќи има некои студии кои што велат да се прима за природни... значи има разноразни студии што се прават секојдневно во светот и секој си кажува од своја гледна точка, меѓутоа генерално е дека месото треба да се избегнува, не да се исфрли, меѓутоа да се избегнува, пошто и месото има своји бенефити кога го јадеме, нели? Да се има малце физичка поголема активност, да се внимава на јадењето брза храна, да се избегнува пржено, масноти, големи проценти да се внесуваат, пошто заситените масни киселини се секако лоши. Скара е многу исто лоша да се јаде, нездрава, лоша, нездрава. Да се јаде, ама кај нашиот народ е скарата омилено нешто, да. Значи, сите оние прегорени што се делчиња... Највкусниот дел, кој што... Тоа е лошо, тоа се канцерогени материи. Меѓутоа, еднаш, два пати нема да се добие рак сигурно од тоа, ама секојдневна употреба на таква храна не е баш многу здрава и препорачлив. Докторке, а што е со онаа предиспозиција кај одредени лица да развиваат полипи на дебелото црево? Постои ли таква предиспозиција или сите ние развиваме полипи? И тоа може да биде фамилиарно. Значи, постојат фамилиарни полипозди, кои што се наследуваат во фамилија и полипот може да малигнизира, односно да алтерира од бенигна да биде малигна. Тоа такви пациенти обично треба од деца кога се, ако се утврди дека постои такво нешто, они одат на редовни контроли, матичните лекари ги водат или интернистите кои што ги водат, им закажуваат контролни прегледи, се прават колоноскопски прегледи, така да се пратат пациентите и доколку се примети нешто такво, тогаш се отстранува ендоскопски, се отстранува полипот доколку е на петелка. Значи, ако е мобилен. Ако е полипот на широка база, тогаш... Прилепен? Ако е целосно? Ако е да, базата да е широка, да не е петелка, да не е мобилен полипот, тогаш е обично има више маргина алтерација и тогаш треба тоа или хирушки или на Запад и кај нас на клиника едно време правеа, се надевам дека се уште прават. Субмукозно се вади ендоскопски. Ако е се зема прво биопсија, нели, се гледа кој стејџинг е тоа, дали е прво алтерирано малигно и кој стадиум е ако има малигнитет и се одлучува дали треба да се оди ендоскопски, дали може да се оди ендоскопски или треба да се направи по друг тип на интервенција. Сега е рутина направено и лапароскопска интервенција и на карциномот на дебело црево. Значи тоа е метода која што самата интервенција како интервенција е, да кажеме, иста отворено и лапароскопска која се работи, меѓутоа пристапот е подруг. Постојат студии кои што се правени за цел да се види која метода е поуспешна, меѓутоа од прилика појава на рецидиви, појава на други што се компликации можни и од прилика тука исто. Докторке, може ли да имаме полипи, а да не сме свесни за тоа? Може. И како се открива? Има даваат некаков симптом? Можеме да забележиме некакви па дури се мали, не. Дури се мали, необично се тоа случајни наоди на колоноскопија ради нешто друго. Може да има, например, крварење од хемороиди, па пациентот ќе се уплаши, па ќе отиде на преглед, ќе се види дека нема ништо такво, меѓутоа може да се види полип, може да се тие сесилни полипи најобични, така да не мора да значи дека секој полип е малигнизиран или е малигно нешто, меѓутоа колку дел од нив носат малиген потенцијал?
Па не сите, ама ако е полипозаво прашање, да, може малигно да алтерира. Ако е некој полип кој што е голем на широка база, кој што крваруцка стално, кој што е неговата површина не е мазна, тоа се гледа ендоскопски кога ќе се влезе, се гледа нели слузницата на дебелото црево и сите промени се гледаат на дебелото црево кој што ги има. И интернистот, ендоскопистот кој што го работи тоа се обично искусни доктори кои што и самата појава кој ќе му се појави во видно поле, он више знае од прилика за што се работи. Ние често добиваме дека е тоа малигнитет без хистологија, а меѓутоа не може да дојде на интервенција ако немаме хистолошки наод. Значи при секоја колоноскопски наод, доколку се најде нешто патолошко, се зема биоптичен материјал кој што се испраќа на хистологија и кога ќе добиеме позитивен резултат хистолошки, тогаш се договараме за тип на интервенција, кој како. Значи без хистологија, сем ако не е акутно, ако не е илеус некој или нешто такво, тешко дека не може да се оди на интервенција. Значи мора да имаме оправдување зашто сме извадиле пола дебело црево или што и да сме направиле. Мора да постои хистолошки наод. Затоа е добра колоноскопијата да се прави нормална колоноскопија, да кажем, виртуелните колоноскопии кои што се пациенти кои што се плашат, постојат боли, па вака е, па така е, па онака е, они се одлучуваат за таа виртуелна колоноскопија која што може да ќе покаже дека има нешто натре, меѓутоа треба после тоа повторно да се прави колоноскопија. Доколку се забележи нешто. Да, затоа што треба да се земе биопсија од таа промена, така да 2 пати нема потреба, но сепак исклучително е непријатен прегледот и поради тоа можеби не се прават контролите толку често колку што е потребно, бидејќи нели кај оваа болест е клучна раната на времена дијагностика, тоа значи редовни колоноскопски прегледи. Како и кај секоја болест, рано откривање е голем плюс. Значи, ако карциномот не е проширен во лимфните јазли околни, ако не е пробиена целиот зид на дебелото црево, ако не е пробиен, него е само внатре интралуминално, ако немаме дисеминација во околните органи, ако немаме дисеминација во оддалечени лимфни јазли, тогаш е секако полесно и за хирургот, и за пациентот, и за понатамашниот третман што би го имал пациентот. Значи, откривање на време е нешто што е многу битно. А тоа се прави со колоноскопски прегледи. Кога да започнат контролните прегледи од овој тип? Значи, прво, пациентите треба да се свесни дека треба да се прави после известен период на години во животот, треба да се направи рутински колоноскопски преглед за да се види дали постои нешто што би требало да го секира пациентот или не после 50-та година, например, да кажем. Доколку се работи за пациент кој што е фамилиарно оптоварен со болест, имал полипи па се отстранувани, има улцерозен колит или други некои болувања, тогаш и многу порано се почнува со редовни контроли, се пратат тие пациенти еднаш годишно, еднаш на 2 години. Значи тоа е ендоскопистот кажува, одредува од прилика што и како, затоа што е он тој кој што работи, тоа се искусни доктори кои што секојдневно рутински го работат, тоа не е никаков проблем. Околу тоа дека е непријатен прегледот, прегледот е повеќе фама, постои за тоа дека колоноскопијата е ваква или таква. Болна, значи, колоноскопијата не е болна. Значи не боли. Колоноскопијата е метода која што е непријатна, да кажеме, затоа што се инсуфлира воздух во дебелото црево. И самото ширење на дебелото црево е тоа што е непријатно. Меѓутоа, кај нас од комшика, од роднина што правела колоноскопија, па боли, па вака, па онака, и пациентите кои ќе влезат во ординацијата за колоноскопија, они више почнуваат да викаат, вознемирени се. Ако на пациентот му се објасни точно што и како е, ако му се каже што ќе му се прави се, нема такви реакции. Значи, е непријатно, меѓутоа не е така. Болно може да биде кај пациенти, например, што се оперирани, па имаат прираслици, па илеус имале, па ако има нешто меѓу цревата, кај што таа дилатација на цревото
прави проблеми, таму може да се појави некоја болка, меѓутоа тоа не е нешто така страшно и фамозно кој што се опишува, исто кој што владее мислење дека кој ќе дојде на лекар и ако му кажете да го прегледате за хемороид или за било што ректални туше да направите, тоа е па како, па зошто, па сега што, па како да застана, па што да застана. Ма тоа е толку рутинска метода која што во моменти може и живот да спаси, да ако ви се понуди таков преглед и ако мисли докторот дека треба да направи, апсолутно не треба да се одбие. Некогаш може ли и карциномот на ректумот со овој преглед да се забележи? Да, дефинитивно да. Значи, туморите може да бидат положени на целото црево. Во зависност од тоа кој дел од дебелото црево е зафатен, симптоматологијата е малце различита и пристапот е различен. Тумори кои што се до 5 до 7 сантими, абано ние викаме, значи од аналната ивица, се откриваат на прст. Значи, ќе се напипа туморска маса. Значи, може да го напипате при преглед? Да, апсолутно, ако е нисок. И тогаш на ракавицата има најчесто, треба да се види каква е ракавицата, може да има крвава содржина, слузава, ние обично викаме ампулата е исполнета, не е исполнета. Тоа се работи кои што се многу битни, кои што го одредуваат понатамошниот тек на испитувањето. А советувате ли на вашите пациенти колоноскопијата да ја прават со анестезија или без анестезија? Повеќето велат, не влегувам јас. Лично да правам не, ваков преглед без анестезија. Доста правам муабет со пациенти кои ќе ми дојдат со такви сериозни болести, им објаснувам све што е како е, кои се предности, кои се негативности на анестезијата. И обично успевам да ги разубедам да не одат со анестезија. На контроли кога одат мои пациенти. Има предности, значи, доколку се прави без анестезија? Предности се, ако се работи без анестезија, знаете како докторот што е работи колоноскопијата е искусен, има осет што и како до каде. Меѓутоа, ако е пациентот заспиен, он нема осет дали пациентот има болка или нема болка кога се приближува со инструментот до зидот. Доколку тоа се работи кај дивертикули, кај некои патолошки промени, да кажеме, на колонот, тогаш може, ретко, многу ретко, пациентите пред таа интервенција подпишуваат и пристанок за интервенција, значи може да се искомплицира и да се случи перфорација. А доколку пациентот да се пробуши, да, тоа е ретко, многу ретко, меѓутоа се случува. Тенок е зидот на дебелото црево? Тенок е зидот. Постои правило дека е зидот на дебелото црево е танок, а зидот на тенкото црево е дебел. Значи, ако е пациентот свесен, он кој ќе се приближи, ако дојде во контакт со зидот, а усети болка, пациентот ќе се тргне, ќе реагира и докторот ќе се повлече. Јас на моите пациенти не им препорачувам со анестезија. Подобро е, според мене, да се направи на живо. Со тоа што ќе им се каже на луѓето што ги чека. Психички што ги чека. Значи, они примаат една мала премедикација, примаат седација пред тоа и така, да не е воопшто толку многу страшно кој што се опишува. Прегледот трае релативно кратко, тоа се извежбани доктори кои што тоа го прават безпрекорно, така да мислам дека според мене би требало да се прави без. Меѓутоа, пациентите како пациенти, ево тоа, мене ме болеше, не ме болеше, вака е така. И обично викаат, јас тоа без анестезија не влегувам. Меѓутоа, кога ќе им објасните, одат. И после не било страшно многу. Значи, сепак треба една убава подготовка и разговор со стручно лице пред да се направи колоноскопскиот преглед. А точно ли е дека карциномот на дебелото црево обично се јавува на левата страна на овој орган? Да. Од прилика 50% случаите се јавуваат на ректумина сигмен, значи на левиот дел на колонот. Негде околу 30% се јавува на цекум, значи на десниот колон, а останатото е на трансферзум и на десцендентниот колон и се јавуваат негде околу по 15%. И тоа има во анатомијата на цревото, затоа што во сигмата и ректумот обично се задржува малце повеќе содржината во дебелото црево, не се празни одма све што ќе дојде. Значи во тие фекални маси има и отпадни и токсични материи кои што би требало да се исфрлат, меѓутоа не се исфрлаат секогаш. Тука е и васкуларизацијата на колонот,
каква е кај повозрасни луѓе. Значи, зидот може да трпи од повеќе причини и може да се појават почесто и компликации некои. Меѓутоа, карцином како карцином, да, точно се јавува повеќе на ректумот и на сигмата. И компликациите се, ако е тука туморот, почести затоа што доаѓа тамо е обично скирус карцином. Ние викаме, значи, карцином кој што прстенасто го фаќа целото црево и полека со растењето на карциномот се стеснува луменот на цревото и во еден момент тука доаѓа до комплетен прекин на пасажата и пациентот ќе се надуе и доаѓа во илеус. Тоа многу поретко се случува со десниот колон. Ама тогаш изнудува хитна интервенција, изнудува порадикални методи ако треба. Обично тогаш во тие случаи не може да се спои цревото без разлика на која висина е, па носи се вади кеса привремена. Значи, ако дојде до компликација, тогаш е покомплицирано и за пациентот и за хирургот што го работи, односно екипата што го работи. Да ги поканиме гледачите во денешната емисија да се вклучат со нивни прашања на телефонскиот број 3076-677. Почитувани, од овој момент емисијата ќе биде контактна. Заедно, еве, со мене ќе можете да учествувате во развојот на концептот на емисијата. Да проговориме, докторке, за симптомите кои што ги чувствуваат, односно најчесто не ги чувствуваат пациентите. Може ли долги години да биде присутен карцином на дебело црево и едноставно лицето да нема ништо, никаков година, проблем? две може да биде, затоа што обично на почеток дури не се манифестира со промени во столицата, не се приметува некои посебни симптоми на кои што би реагирал пациентот. А обично какви промени во столицата се јавуваат? Значи, прво, во обична лабораторија и матичните често пати приметуваат доаѓа до анемија. Затоа што карциномот константно крваруцка помалце и доаѓа до анемија која што најчесто се јавува да ако имаме тумор на десен колон или ако имаме тумор на желудник. Тогаш имаме анемија. Сигма и ректум не дава толку анемија. Потоа на пациентот како резултат на таа ослабена крвна слика се чувствува малаксано, се чувствува неубаво. Кој ќе почнат више проблеми со столицата, тогаш е малце понапредната фаза, па имаме грчеви, може да имаме запек, па пролив кај пациентите. И кад имам 2 дена, например, пролив сте столици, па после тоа имам запек, кој што исто јадам, исто пијам све, ама ми се случува така. Може да се појави крв во столица, значи не на столицата, затоа што кај хемороиди, например, они ќе кажат јас кога одам во WC, полна е шолјата со крв или ми капе крв од анусот. Овдека не е така, значи овдека самата столица е измешана со крвава маса, така и коагулуми, така да во старт има разлика во тоа што ќе ви каже пациентот. А често пати матичните порано имаа сите кај нив скрининг тестови на окултно крварење, сега не знам дали ги има по амбулантите. Но на микроскопско крварење во столицата. И тоа е нешто што е ориентационо, пак, значи не е нешто што треба да се прифати 100%, дека е баш карцином во прашање, значи хемороиди, ако јадете храна која има железо, спанак, не знам, цвеко, исто може да даде позитивен резултат. Е нешто што покажува дека треба да се направи посериозно испитување, а не значи сигурно дека ако добиете позитивен тест на окултно крварење имате карцином. Тоа не. Значи, е нешто, сите тие прегледи укажуваат што треба да ги направите, значи треба да се направи лабораторија, па треба нативна слика на рентген да се направи, па да се направи колоноскопија, да се земе биопсија, доколку постои нешто што би требало да се земе биопсија, па да се добие таа хистологија, па после тоа да се прави магнет или компјутер, со цел да се види колку е раширен тој карцином, дали е зафатено нешто повеќе од самото црево или не. И после сите тие испитувања на пациентот се седнува и му се кажува имаш тоа и тоа и би требало да се направи тоа и тоа. Доктор, имаме гледач, ќе му дадеме предност да го слушнеме прашањето. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Голем поздрав до Марија, до вас, прекрасна водителка и до докторката. Значи, со душа оваа емисија ја чекав, толку убаво ни објасни, значи толку ни даде совети. Само сакам да прашам,
Ја, например, нели короната преживеја, па нешто имаше там гинеколошки работи, операција, се убаво се заврши, кажаа ми тамо на онкологија дека се уред. Само сакам да прашам докторката, нели од пореѓа имаше тие како нели како да ги наречем хемороиди, ама стекна време ги однема. Сега пред еден месец, нели постим така среда и петак и еден ден нешто ми се уследија кикирики, цел ден јадам кикирики како улава некоја. И сабајлето кад стана, знаеш каде идем, нели стално се избием и гледам крв, леле, исплаши се, викам, што ми е, викам, овој, викам, ја нема, не се ни видат. И не се толку исплаши, викам, не ме боли, ништо не е страшно. И тек нами утрето ден, викам, и да прашам докторката да не е од кикириките. Така, дали кикириките може да провоцираат да се појават хемороидите? Така, и дали е страшно? Што треба да направите како следно испитување? Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Че случува ли одредена храна да направи вакви иритации? Може да направи, тоа го кажав и пред малце, меѓутоа треба, доколку се повтори тоа, треба да се отиде на лекар и да се направат некои базични испитувања со цел да пациентката биде мирна дека отишла на лекар, дека се направени, дека нема ништо, односно ако нешто не дај Боже се открие, да се направи. Значи, доколку се повтори тоа уште еднаш, би требало да отиде на лекар и да направи муабет со незиниот матичен лекар првични испитувања, па после тоа, доколку он одлучи дека треба да оди понатака, да оди. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Доцент доктор Гордана Божиновска Беака, специјалист по општа хирургија во градската општа болница 8 септември, е гостинка во студиото на Телма. Зборуваме за карциномот на дебелото црево и за начинот на неговото лекување, дали хирургијата е најдобрата тераписка опција, па најдобрата ли е, докторке, дали секој пациент со карцином на дебелото црево? Во зависност од стејџингот кој ќе се направат прегледите, се одредува стејџинг на карциномот. Доколку е сосема почетна фаза, може ли при оној ендоскопски преглед целосно да се отстрани? Значи целосно да се отстрани. Тоа се отстранува, најчесто се тоа полипи, се отстранува полипот до базата и доколку на базата е чисто, тогаш нема потреба од понатамошно хирушко действување. Меѓутоа, доколку на базата постојат се најдат малигни клетки, тогаш треба да се работи по обсежна работа, меѓутоа доколку е тоа само на врвот на полипот, тогаш со полипектомијата се рачуна дека е тоа, ама тоа е многу ретко да се фати во тој стадиум на болест. Имаме гледач, ќе му дадеме можност да се вклучи во денешната Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Се јавувам од Тетово. Јас сум пациентка 53 години. Пред 2 години имам направено хируршка интервенција например, тенкото црево ми беше залепени, ми беа залепени со полипот 30 мм и имам направена операција, од тогаш, например, докторот кога го прашав дали треба, што треба да во исхраната да ова она, ми рече дека се можеш да јадеш, освен љуто и кисело и така. И сакам да ја прашам докторката, зашто од тогаш јас, например, и чајот ќе го изладам или вода ќе испием или некоја супа, например, јас секогаш, например, одма за 5 минути излегувам по голема нужда. Например, и вода. И тоа тенко пролив. Секогаш имам пролив. Например, за цел ден од сабајле, цел ден можам да имам 7-8 пати на ден по голема нужда како пролив. Да немате никакво прашање, докторка? Го прашав докторот и викам, докторе, вака и вака. Па вика ми е нешто, не знам какво беше така прашањето убаво ги го прашав, ама ми одговори, вика, ние едвај ти ја спасивме жива глава. И немам одговор. Значи вака, дали тоа нормално, јас 8 пати да излегувам така ко пролив и, например, да јадам, не јадам месни производи, знам дека не треба тоа да се јаде, но што? Пиперка не смеем да јадем, палтирџанче не смеем, тоа знам.
Ама проблем, нешто друго но... јадења и сакам да знам дали тоа нормално или не. Така, или не. добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Пријатен ден, повелете. Вие сте имале некаква интервенција која што може да биде и на тенко и на дебело црево и да биде повеќе полуголема должина од цревото да е извадено и така. Значи самото отстранување на дел од цревото може да доведе до, ако е таа поголема дужина на црево, може да доведе до појава на проливасти столици, пошто во цревото транспорт и апсорбција на хранливи материи на вода во дебелото црево почетниот дел се ресорбира, така да доколку е тој дел од дебелото црево отстранет, може да има. Така да, значи, вака, да кажам, не знам, така, не можам да кажам, да. Значи треба да се види прво што е жената оперирана и пошто лекарот рекол дека едва е спасила жива глава, очито било некоја сериозна интервенција, така да тоа е тој што треба да каже зошто е тоа така и веројатно постои причина зошто е тоа така. Од ништо не е 7-8 столици да има течни. Може да има и оболување на дебелото црево некој, значи многу има варијанти. Така. Може да е навистина комплексна ситуацијата во незиниот случај. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете. Јас имам едно прашање. Мојот син на 32 години доби карцином на дебело црево. Беше случајно, мислам то преко ФЕЦЕС, не знае што е, овде на клиника се јавувавме, ни закажува колоноскопија и одевме преку Систина, преку Аџибада. Така, добро, сте ги направиле прегледите? Важно, значи ги направивме оперирање, отстранете 40 сантими, хемотерапија само прими јавчиња, иначе доби алергија, потаму Истанбул, да не ви кажам сега на... Али не сака да направи колоноскопија, пред короната да направи колоноскопија, а сега не сака да направи колоноскопија. Не можам да го натерам. А иначе се е во ретија, ми слани, ми шета, крвна слика, тумор маркери, се во ретија. Така, јасно. Како да го натерам? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова загрижена мајка има навистина голем проблем. Како да го натера, како некого може да убедите да направи преглед? Значи, на сила не може ништо да се направи. Пациентот кој што бил опериран, него му е кажано што му следи во постоперативниот период. Он бил и на хемотерапија, кој тип на хемотерапија или радиотерапија ќе се користи, тоа одлучуваат онколозите, врз база на хистолошкиот наоди на отпуснато писмо што го носи пациентот со нив. Така да него му е препорачано, ние и на отпуснато писмо кое пишуваме, не пишуваме мораш да одиш, него пишуваме, препорачуваме да се јавите на Институтот за укро за понатамошна терапија, така да на сила никого ништо не можеш да го натераш. А инаку колку чисто последен ваков зафат е потребно да се прават колоноскопски прегледи? Значи, он би требало да направи сега 40 сантими, господјата ни кажа дали е само танко црево или дебело црево. 40 сантими е солидна должина, значи тоа бил некој понапреднат стадиум на болест, така да би требало, ако не на 6 месеци, бар на година дена, пошто е малце комплициран пациентот, не послушен, значи би требало да направи, да, секако би требало. Ние ако отиде на контрола кај неговиот хирург, он сигурно ќе бара наод колоноскопски за да види што се случува таму. Може да има рецидив на анастомоза, може да има на друго место негде карцином, пошто тие луѓе што се веќе еднаш оперирани имаат предиспозиција да направат после X години тумор на друго место. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Повелете. Јас се јавам од 9, имам 50 години. Така? Во порече имам од дете, мислам дека, али имам, како се вика, надворешно од левата страна, али не... Како? Што имате надворешно од левата страна? Да. А што имате? Па тумор мислам. А тумор имате? Од левата надворешно? На цревото може надворешно? Од дете, али не сум бил никош на лекар. И ќе крвари надоле, така ќе присутам со рака. Кила, веројатно, да. Тоа е, се извинувам, но тоа е сосема друга проблематика, ако не се лажам. Вие треба да си отидете кај вашиот матичен лекар да ве прегледа, според ова што го кажувате, ако е тумор, тоа не може да се врати назад, него веројатно имате кила ингвинална која што треба да си ја решите хирушки и да немате проблем понатаму. Отидете кај вашиот матичен лекар да ве прегледа
И според она што ќе ви го каже он, така да се однесувате понатаму, мислам, во смисол на хируршко решавање на проблемот, пошто надворешно е многу напреднат стадиум на карцином, за да се појави така надворешно во ингвинум, тоа се обични пакети на лимфни јазли и така, а вие да вратите назад не може. Тоа е веројатно кила ингвинална, која што е сосема друга тема. Докторке, од што зависи дали некој пациент при операцијата на карциномот на дебелото црево ќе има стома, колостома, кеса? Прво зависи од состојбата во која што е пациентот. Односно, дали таа операција се работи како хитно или се работи елективно. Ние обично кога ќе дојдат пациенти во илеус, значи ако е комплетен преплет на црево, ако е комплетен стоп и пациентот ќе каже 2 дена, 3 дена, 5 дена, 6 дена, 10 дена, има некои ќе кажат немам ни столица, ни гасови, ништо. И тогаш е цревото над препреката максимално дистандирано, а под препреката е колабирано. Значи стеснето, нема содржина никаква. И тогаш ние некогаш успеваме, не секогаш, да го разрешиме тој илеус ако не е комплетен стопот и да ја направиме операцијата од хитна, да ја направиме елективна. Не секогаш се успева во тоа, пошто ако ја отворите, како хитен случај, ако отворите таков пациент, тогаш имате голема диспропорција помеѓу, ние викаме, оралниот и, значи, горниот и долниот дел на цревото имаат голема диспропорција да се спои тоа. И на таква средина, кога е цревото измалтретирано, васкуларизација има пореметено, не е добро баш да се прави анастомоза, значи да се спојат тие, тогаш се вади стома, која што е привремена најчесто. Значи, ако е тоа повисоко негде на ректумот, на сигма или нагоре. Доколку е на 5 или помалце сантими од анусот на преглед на ректалното уше, ако се напипа туморот, тогаш е најчесто тоа нешто што изискува ампутација на ректумот, ние викаме, значи долниот дел, завршниот дел на колонот се отстранува и останатиот дел од сигмата се вади на абдоминалниот зид како стома и тоа е дефинитивна колостома, која што пациентот си ја носи доживотно. Сега има, значи нема пациент на кој што ќе му кажете мора да имате пристанок пред операција за стома да му направите на пациентот. И он да знае што ќе следи, кој ќе се разбуди дека ќе има стома на кеса, по која што ќе се празни. Меѓутоа е нешто што нема човек на овој свет на кога ќе му кажете ќе имаш стома и он ќе каже браво, супер, сега ќе имам кеса. Значи тоа е шок за пациентот, шок за фамилијата. Меѓутоа сега има добри системи кои што се адаптираат брзо луѓето на тоа, кога нема каде секој ќе се адаптира на се. И функционираат најнормално. Значи си одат на плажа, си одат на работа без така дури може да влезат и да пливаат без проблем. Затоа ви кажувам, има добри системи, нови кои што се адаптабилни, пациентите се адаптираат на тоа. Така, имам уште еден гледач, Ајде. да му дадеме можност, само ќе го замолам што пократко и концизно прашањето, бидејќи имам уште навистина малку време до крајот на денешната емисија. Добар ден за него. Ало, добар ден. Повелете. И поздрав. Ви благодарам. Вака се, јас сум на возраст околу скоро 80 години. Меѓутоа, оперирана сум од града пред скоро 80, да. И вас оперирана од града пред 20 години и мислам до сега немам проблем ништо. Сега јас имам остиципација, па неколку години назад имам тоа остиципација. Али крв во столица немам најдено. Се брзимаш вака како слус, али бел слус. Бел слус. А иначе, пошто земам и чај со природни билки, земам од аптека, го пијам тој, некојаш таблетијам, некојаш мислам, па некојаш ќе земам, па после ќе земам со праска или со нешто, ќе биде за десетина дена, па после пак со чајот и така некако. Мислам, друго не се приметила нешто. Дали треба нешто да направам како испитување за да утврдите за што конкретно се работи. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, кај постари луѓе после 70-80 години, самата перисталтика е поспора, потроми се цревата, помрзливи се. Така да треба еден одреден мал стимул, обично сите постари да ги прашате или пие чај за одење по надвор или некои треви, има нешто јада, тоа прават ленено семе, масла разноразни.
Меѓутоа, доколку тоа нешто ново што се појавило пред година дена или две, не е лошо да отиде на една чисто консултација со незиниот лекар, да се направи една крвна слика, да се види каква е состојбата, да се направат евентуално тумор маркери, да се направи едно ректално туше. Не дека нешто се очекува, ако нема ништо друго жената, за 2 години би се појавиле некои симптоми доколку постои некој малигнитет, она не пријави такво нешто. Значи, најверојатно нема ништо, ама не е лошо да го посети матичниот за базични некои испитувања. И сосема на крај, бидејќи имаме уште 2 минути до заокружувањето на денешното издание на Тилма амбуланта, како изгледа операбувањето кај пациентите кои што ќе поминат низ еден хируршки зафат? Од што зависи дали хемотерапија ќе побарате пред зафатот, за време на зафатот некогаш има ли потреба? Пример на хемотерапија оди кај или кога е многу рано, или и тогаш обично се доведува до оди на пример на хемотерапија предоперативно, па после тоа може и ендоскопски да се вади доколку се работи за некој полип и тоа. После тоа имаме адјувантна терапија, хемотерапија и зрачна терапија. Тоа е постоперативен третман, кој што онколозите врз основа на отпуснато писмо и на хистолошкиот наод, што е од оперативниот материјал што е добиен. Значи, тамо пишува кој стадиум е, колку жлезди се зафатени, од која ложа е, дали има пробој во околните органи и така. И според сето тоа се прави ТНМ класификација, ние викаме, на самиот тумор. Тоа го пишува на наодот хистолошки. Со тој наод и со отпуснато писмо пациентот оди на на Институтот за онкологија, каде што колегите според нивни протоколи одредуваат што и како понатаму. Значи, кој тип на терапија ќе се даде. Потоа имаме палиативна, кај што се напреднати случаи за да се стопира тоа колку може. Значи, сето тоа зависи од стадиумот на болеста во која што примерно се наоѓа пациентот и одлуката на онколозите според тоа што ќе однесат пациентите како понатаму. Докторке, доколку е оцрнат поголем дел од дебелото црево, еве да е воставена е колостома, пациентот бил во некоја не многу развиена фаза на болеста. Советувате ли да се промени начинот на исхрана? Може ли да создаде проблема кој јадат и понатаму мешункасти продукти? Може ли доиле уза дојде сега поради тоа? Интернет амбуланта има се да се прочита, така да тоа што го говоревме на почетокот, значи повише да се јаде растителна во смисол дека намалено дебелото црево, дали веќе ќе може да имаат ист начин на исхрана? Значи, во зависност од колку е сантими извадено тоа, пошто има некои параметри, обично се оди во здраво, 10 нагоре, 5 надоле сантими, и тоа е више 20 на сантими, 30 сантими од дебелото црево се вади. Кој дел од дебелото црево е зафатен, што се прави, дали имаме десниот колон, ако имаме ќе има потечни столици, а таму се абсорбира водата, ако е лево ќе има други проблеми. Меѓутоа, во принцип, значи на некој умерен режим, на неголеми физички испитувања, меѓутоа физичка активност да, дебелина не, да се намали телесна тежина, да се конзумираат. Некои се има луѓе кои што јас прочита вамо и онамо, не знам, овој мелем правел, оној не знам што правел, такви работи. Ја не викам дека се штетни, ама сега некој, знаете, користат луѓето ситуација, па тие ги наплаќаат баснословно, па на цела мака уште тоа на пациентите, меѓутоа за здравиот човек се ќе даде. Пред да се одлучат пациентите за некои такви екскурзии од типот на, не знам, мелеми, треви и така, нека направат убав муабет со хирургот или со онкологот, нека кажат отворено што сакаат да направат, што сакаат да земат. Обично хирургот препорачува све што треба да се доби од лекарства. Прават и некој разговор со пациентите за тоа што да се јаде. Сигурно не може одма да се почне се и физичка активност и се, меѓутоа постепено човекот, цел на самата интервенција е да го вратите човекот во некоја нормална состојба кој што бил предоперативно, колку е тоа можно, во зависност од ситуацијата и од дали е туморот раширен, дали има метастази или нема. Ако е туморот во некоја првична фаза, тогаш се враќа сосема здрав, условно речено излечен на
нормален живот, меѓутоа со контроли секако. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување и за сите убави јасни појаснувања поврзани со темата за која што говоревме. Нема проблем, ви благодарам и јас вас. Се надевам повторно ќе бидете наша гостинка. Со задоволство. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Доцент доктор Гордана Божиновска-Бејака, специјалист по општа хирургија во Градската општа болница 8 септември, беше гостинка во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. До гледање.